Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Општина Тетово најавува јавен превоз на пролет. Тетовци се сомневаат дека тоа ќе го реши сообраќајниот хаос. Медицинското училиште во Гостивар се поднови со кабинети за практична настава и канцеларија за професорите. Православните христијани ја слават Василица и почетокот на новата година според јулијанскиот календар. Тетовци се уште чекаат градски автобуси, меѓутоа дел од нив се сомневаат дека со тоа ќе се реши хаосот во сообраќајот кој владее со години. Од општината пак најавуваат дека јавниот превоз ќе профункционира на пролет. Дел од граѓаните на Тетово не веруваат дека најавениот јавен превоз ќе биде решение за сообраќајниот хаос кој што владее во градот. За да се стигне до саканата дестинација со автомобил, потребно е двојно повеќе време од предвиденото поради големите гужви. Не верувам, многу гужва, коли, многу тоа. Нема услови. Не верувам. Не верувам. Не верувам. Треба граѓаните да имаат самостојно озбилност, култура и да се респектира сообраќајот и пешачки премини. А до сега ништо не е правено во градот, ова е катастрофа. Би требало почне да се работи. Автобузи веќе ги има, треба да се отстранат приватните диви такси или диви комиња што се вика. Тогаш би можело некако да биде. Инако, моментално, во Европа може да се каже ова е најхаос. Катастрофа. Вака велики град Барон Розетта да нема градски автобус, катастрофа. Потребно е новој град, се прошири у голем и му треба еден таков превоз. Градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи најавува дека јавниот превоз ќе профункционира на пролет. Ние имавме, според процедурите кои ги објавивме, набавка на 6 автобуси. Тоа е завршен процес, подпишан договор. Меѓувреме, значи, направивме и регистрирање на јавното комунално предпријатие за транспорт. Сметаме дека средствата за комуникација, за сообраќај ќе стигнат некаде вториот месец и со сите други подготовки кои ги имаме, на пролет веќе ќе ја ставиме во функција. Нормално, малку сме собирале искуства од главниот град, каде што тој процес веќе долго време е во функција, за да исто така да ни биде целиот систем, значи, во функција. Сметам дека ќе биде една голема можност, економска можност за граѓаните, имајќи го предвид фактот дека тогаш можеби помалку ќе има потреба од користење на своји автомобили. Од пред 2 месеца поставени се и автобуски постојки во најпрометните делови на градот, односно на главните булевари во Тетово. Последните анализи на водата во градскиот водовод во Гостивар покажале дека е исправна и безбедна, соопшти јавното предпријатие Комуналец, откаде нагласија дека од денес водата може да се користи за пиење. Сите параметри се во граници на нормалата, водата е микробиолошки исправна и заматеноста е во рамки на дозволеното. Водата во градскиот водовод во Гостивар се замати изминатиот викенд, кога регионот беше зафатен со обилни врнежи и неколку дена беше забранета за пиење. Зимскиот распуст во училиштата во Гостивар се користи за комплетирање на проекти кои треба да ги подобрат условите. Медицина веќе се поднови со неколку кабинети за практична настава и канцеларија за професорите, додека во гимназијата во теке процедурата за реновирање на 4 кабинети. Во средните училишта во Гостивар се преземаат зафати за да се обезбедат посолидни услови за настава. Средношколците оваа учебна година наставата ја следат онлайн, но кога ќе се вратат во училишните клупи, ќе имаат подобри можности за учење, особено во практичниот дел. Медицина веќе се поднови со неколку кабинети за практична настава, библиотека и канцеларија за професорите,
додека во гимназијата во тек е процедурата за целосно реновирање на 4 кабинети. Имаме нов директор на ова училиште кој за 3 месеци успеа да направи нова библиотека, ја немаше, нов кабинет за грижа на пациенти, нов кабинет за забни техничари, нов кабинет за наставниците кај што седат со боксови за секој од наставниците и нови канцелари за одредени за педагозите, за правната служба. И ја мислам дека е огромна работа направена. Сменивме плочки како што видите во поводниците на училиштето, бидејќи линелиумот беше многу стар. Сменивме сите сијалици светла, лед сега се со помош на општина и малку донации од приватни донатори. Имаме сега во тек и поставката за 4 кабинети, што е нешто ново во средните училишта. И овие денови чекаме да ги добиеме истија. Изминатите години најголем интерес за запишување во Гостивар има во медицинските струки, поради што училиштето се соочува со недостиг на простор. За да се ублажи состојбата, 6 паралелки од медицина ќе учат во простории на економското училиште, во кое пак се намалува бројката на ученици. Што се однесува до кабинетите во гимназија, тие ќе бидат наменети за предметите хемија, физика, математика и биологија. Нивната реконструкција и опремување ќе офатат финансиска рамка од околу 4 милиони денари. Зимскиот распуст трае уште една недела и наставата продолжува на 21 јануари. Православните верници денес го слават големиот празник посветен на Свети Василий Велики, уште познат како Василица. Традиционално денес се подготвува комат со паричка, а од денешниот ден според јулијанскиот календар започнува новата година. Секој 14 јануари календарот на Македонската православна црква Охридска архиепископија забележува 3 празници, различни еден од друг. Тоа се Обрежание Христово, Свети Василий Велики и Стара Нова година. Кај верниците најмногу се познати Василица, која се слави во чест на Свети Василий како следбеник на Исусовата вера, и Стара Нова година, односно почетокот на православната година по јулијанскиот календар. Во храмот Свети Кирил и Методи во Тетово утрово се одржа света божествена литургија. Во овој ден, кога го празнуваме овој Господов празник на обрезанието на Господа Исуса Христа, го празнуваме и светиот Василий Велики, еден од големите оци на Светата Црква Божја, кој што дејствуваше во Кесарија Кападокиска во 4 век, творец е на литургијата според Василий Велики, која ја богослужиме 10 пати во годината, творец и пишуваче на монашките правила, на дел од каноните, на дела кои што објаснуваат тајната на Светата Троица, на етички и аскетски дела, со што на црквата и остави богато наследство овој архиереј Христов, кој што се упокои релативно млад, на 49 годишна возраст, и се представи пред својот Бог Христос да се моли за нас. Од бројните поулки на светиот Василий Велики денес ќе издвојам една која што мисламе дека е многу важна во време во кое живееме, а тоа е што почесто да се причестуваме со светите тајни Христови, исповедувајќи се пред своите духовници и пристапувајќи кон нив. Еднаш го прашуваат Свети Василий Велики во едно писмо колку често треба да се причестуваат. А тој им одговара: ние во Кесариската црква, каде што он бил епископ, се причестуваме и служиме среда, петок, сабота и недела. Но добро е човек да ревнува и почесто, па дури и секојдневно, да се причестува со божествените тајни. Од црквата на сите православни верници им ја честитаат новата година според јулијанскиот календар. Денес, според календарот кој го користиме, во нашата света црква започнува новото 2021 лето Господово. Поминавме на тешка година позади нас, но го молиме човеколюбивиот Бог Троица оваа година да биде година на наша преобразба,
на наше покаяние, па кога Господ ја види нашата преобразба и покаяние, да го победи овој погубен вирус, ова тешка кризна состојба во која што се наоѓаме, за да му благодариме на Него со усарност. Од моето име, од името на Неговото високо преосвещенство, митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф, браќата свештенослужители при нашето наместништво, ви го честитам новото 2021 лето Господово, посакувајќи во него пред се покаяние, потоа здравје, мир и благосостојба од човеколюбивиот Бог Троица. Амин. Голем број македонски семејства Василица ја празнуваат како домашна слава, а оние што го носат името на Свети Василий Велики го слават својот именден. Денес традиционално се јаде комат со паричка, а оној на кој ќе му се падне паричката, се верува дека среќа ќе го следи во текот на целата година. Месечните паушали за членовите на советите на Тетово и Гостивар изнесуваат 16.993 денари, додека на председателите на советите 22.091 денар. Овие општини се на третото место во земјава по годишни трошоци за советниците. Податоците се од истражувањето што го направи Центарот за граѓански комуникации. Вкупната годишна сума што ја добиваат членовите и председателите на општинските совети во земјава надминува 215 милиони денари или нешто над 3,5 милиони евра. Според истражувањето што го направи Центарот за граѓански комуникации, најголеми годишни трошоци за советниците од 214.000 евра има градот Скопје. Следува Куманово со околу 115.000 евра, а Тетово и Гостивар заедно со Битола се на третото место со околу 104.000 евра. Висината на паушалот зависи од бројот на жители во општината и е определен како процент од просечната плата. Председателите на советите добиваат 30% повисок надоместок од советниците. Овој надоместок месечен го добиваат месечно, но мора во месецот да има одржано барем една седница. Ако нема седница, не следи надоместокот. Сега интересно што, например, Скопје има многу седници, па тие, например, и за 5-6 седници месечно земаат ист надоместок, а во другите градови, например, ќе земаат 20.000 денари, меѓутоа имаат една седница месечно. Износот на пари не е тука толку битен, да кажам на еден начин. Не е најстрашното нешто, бидејќи се платени за тоа што ги избрале луѓето да ги представуваат таму. Меѓутоа, нивната одговорност и влијанието се уште поголеми. Мислам дека и тоа вреди да се испита на еден начин, бидејќи општинските советници имаат големо влијание. Сите овие што ги гледаме ние сега Охрид, УНЕСКО, статусот, не знам, град центар, мораториум, не знам, Карпош, тие некои општински советници ги изгласале тие урбанистички планови или општинските советници исто така има дел од одговорноста дали нешто се урива или не. Просечно општинските совети во земјава одржувале по 15 седници годишно. Тетово и Гостивар се под тој просек, со по 13 седници во годината. Од руралните општини во Полог највисоки надоместоци земаат советниците во Врапчиште, 17.040 денари, додека најниски во Маврово Ростуше, 9.710 денари месечно. Од Центарот за граѓански комуникации наведуваат дека истражувањето се реализира во рамки на активноста јавно трошење за јавно добро, поддржана од УСАИД. Целта е зголемување на ефективноста на јавното трошење, преку намалување на корупцијата и зголемување на транспарентноста. Приведени двајца сопственици чии угостителски објекти работеле по дозволеното време. За неносење маска казнето 81 лице, а 2 лица не ги почитувале решенијата за изолација. Два угостителски објекти во Тетовско-Гостиварскиот регион вчера вечер се времено затворени од Државниот пазарен инспекторат, бидејќи работеле по дозволеното време. Во Тетовски Челопек околу 21 часот и 45 минути. Полицијата лишила од слобода 31 годишник од ова село, чиј угостителски објект без фирма работел по дозволеното време и во него престојувале 17 гости.
2 лица кои биле затекнати во објектот се приведени за неносење на документи за идентификација и против истите ќе следуваат поднесоци. Претходно околу 20 часот и 20 минути приведен е и 47 годишник од гостиварски Добридол, затоа што неговиот угостителски објект работел по дозволеното време и во објектот престојувале гости. Двајцата сопственици се задржани во полициските станици и по документирање на случаите ќе им биде изготвен поднесок согласно член 206 од Кривичниот законник за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија. 56 лица во Тетовско и 25 во Гостиварско се казнети за неносење заштитна маска, додека при извршените контроли на лица со решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат било констатирано дека 2 лица на возраст од 25 и 27 години од Тетовско Новосело не ги почитувале истите. Во полицискиот билтен на СВР Тетово и информација дека вчера во Тетово било пронајдено патничко моторно возило Volkswagen Golf 4 со тетовски регистерски ознаки, кое на 1 овој месец било пријавено за одземено. Возилото било незаклучено со клучевите во брава и по извршениот увид вратено му е на собственикот. Вчера 38 годишникот Тетово во СВР Тетово пријавил дека на улица Маршал Тито бил каснат од куче скитник. При вчерашната засилена контрола откриени и законски санкционирани се 7 возачи, од кои 6 во Тетовско и 1 во Гостиварско, кои ги управувале возилата под дејство на алкохол и веднаш се исклучени од сообраќај и времено им се одземени возачките дозволи. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!